Најмалку 1500 проекти низ Европа за чиста енергија се запрени или одложени поради недостаток на мрежни приклучоци, а потребни се 700 милиарди долари инвестиции во мрежата за земјите да ги постигнат своите зелени цели. Истите предизвици ги има и МЕПСО во својот план за развој 2025-2030. Пишуваат дека интегрирањето на обновливите извори на енергија се предизвик за МЕПСО, бидејќи ветирните и фотоволтаичните електрични централи имаат несакани влијанија на преносните системи, а главните предизвици за МЕПСО се оптимална преносна инфраструктура за приклучување, променливиот профил на производство и зголемените резерви на моќност, недостиг на инерција и намалување на стабилноста на системот при куси врски и големи испади. Инвестиции потребни се и во Македонија, бидејќи мрежата е стара 40 години, а последниот викенд, кога речиси цела држава остана без струја, беше само потврда за тоа. Извештајот за точните причини се уште не е пристигнат во регулаторна, но јасно е дека имало многу струја, а малку потрошувачи. Овие вишоци се појавиле поради фотоволтаиците, кои по енергетската криза се зголемуваат рапидно. МЕПСО во наредниот период ќе распише тендер за поставување на една поголема таква кондензаторска батерија во Неготино. Така да и тој проблем ќе биде надминат во наредниот период. Проблемот први го почувствуваа Шпанија и Португалија, кога милиони жители неколку часа останаа без електрична енергија. Надлежните појавата ја нарекоа феномен, бидејќи дошло до осцилации во далноводите со висок напон. До крајот на месецов се очекува предлог законот за сајбер безбедност, кој има за цел да го зајакне целокупното општество во услови на зголемени сајбер напади врз критичната инфраструктура, како системите за пренос и производство на струја. Министерката за енергетика Сања Божиновска потсети дека МЕПСО лани беше мета на сериозен сајбер напад и подвлече дека заштитата на енергетската мрежа е прашање од национален интерес. Таа најави дека се уште се размислува дали заштитата ќе спроведуваат државните институции или приватни компании, но дека приоритет ќе биде најдоброто решение за граѓаните.